Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме на темата молитва или молитвата Татко наш небесен. Молитвата Татко наш небесен многу се кажува и насекаде се кажува, но малку се знае за нејзиното значење. Ќе се обидам, почитувани слушатели, во кратки поуки да ја образложам екзегетски. Па се надевам понатаму ќе немаме проблем на кој начин и како да се молиме без да ја злоупотребиме. Молитвата се учи во училиштата, ги учат малите деца, ја кажуваат војниците, се кажува во црква и каде уште не. Но колку сме ја разбрале и дали кога ги кажуваме зборовите размислуваме што сме барале. Молитвата Татко наш небесен има небесни барања и земни барања. Кога ќе ги анализираме нашите молитви, ќе се огледаме голем недостаток. Често пати се молиме за земни и непотребни нешта. Тие се потребни, но постојано со нив се окупираме. Дај ми здравје, дај ми пари, дај ми вработување, дај им на децата во училиштето солиден успех, дај ми да бидам напреден, и постојано се вртиме околу тоа. Дали така се однесуваме и колку сме послушни на Бог во поглед на таа молитва? Бог сака да му пристапиме сериозно и одговорно. Еве зошто. Како прво, молитвата Татко наш е заедничка молитва на сите Божи деца. Таа укажува на кого треба да се молиме и како да се молиме. Тука се исклучуваат сите светци и светици, гуру, учители, свештеници и било кој друг, така наречени или други така наречени божества. Кога ќе кажеме Татко, ние всушност го представуваме Бог како милосрден и добар. Со тоа ја нагласуваме слободата, а не стравот. Да пристапуваме слободно кон благодатниот престол. Татко подразбира близина, љубов и сожалување. Ајде од денес па натаму да се обраќаме на Бог со Татко. Оти со тоа веќе ја изразуваме нашата зависност и нашата приврзеност кон Таткото. Псалмистот рекол: како што Таткото ги милува чедата, така Господ ги љуби оние кои му се бојат. Татко на небесата. Неговиот престол е на небесата. Неговото царство владее над се. Нашиот Татко, Бог, не може да го опфати ниту небесата над небесите. Тој има простор неограничен и е надвор од времето и просторот. Ако кажеме дека временски е вклопен, тој би престанал да биде тоа што е, бидејќи времето и просторот се негово творештво, а не негово вклопување. И затоа псалмистот го велича неговото владење. Молитвата има 6 барања. Првите барања се сврзани со давање чест и слава на неговото владење и неговиот карактер, а другите 3 се барања од кои сите ние имаме потреба. Да се свети името Твое. Тоа е прослава на неговата светост. Грешникот треба да знае и да внимава кога пристапува кон него. Тој е чист, одвоен од секоја нечистота. Светоста е негова карактеристика во казнување на гревот. Пророкот Авакум рекол: чисти се, Боже, Твоите очи за да го гледаат злото. Ти не можеш да гледаш беззаконија. Кога Бог му се објави на Мојсеј во пустината, му рече: собој ги обувките, зашто местото каде што стоише света земја. Таму каде што е Бог присутен, таму е свето место. Тој го носи карактерот на светоста. Таа светост треба да се велича без престанок, постојано и вечно. Доколку живееме свето и чисто како нашиот Татко, ние ќе ја величаме неговата светост и Бог ќе им даде награда на сите кои го сватиле сериозно кога тој им се објавил: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Да се свети името Твое.
Некој веднаш ќе помисли дека Бог има име и неговото име е Ехова. Бог во својата објава се откри на најразлични начини и со различни атрибути. Во создавањето, кога го создаде светот, се откри со името или атрибутот Елохим. Со тоа се нагласува неговата творечка моќ. Кога го избра Авраам и кога му го даде Божиот благослов, му се откри со името Ел Шадај. Со тоа се нагласува неговата сила и моќ. Бог ќе создаде од еден човек мноштво народ. Кога го ослободи Израел од робството египетско, се објави со Јахвех. Тоа значи неговото дејствување и спасител на израелскиот народ. Потоа Бог се објавуваше со други атрибути, како што се Ел Ниси, Ел Олам и така натаму. Тоа беа објавувачки атрибути, за да се нагласи неговото дејство за спасение на човештвото, за остварување на Божјата цел и намера. Во последно време, Бог ни прозборе преку Синот Исус Христос. Оваа име стана центар на спасението и на христијанството. Апостол Петар вели: нема спасение во ниту еден друг, ниту има друго име дадено под небото на луѓето, преку кое мора да се спасиме. Тоа е името Исус. Спасението е поврзано со минатите атрибути и објави, но сега Бог го постави Исус за спасител и секој што бара спасение надвор од тоа име не може да се спаси. Името Исус е темел за спасение. Кој не го признава или кој мисли дека може на поинаков начин да се спаси е во заблуда. Оваа име треба да биде воздигнато од неговата црква. Народите за жал не го воздигнуваат. Народите ги воздигаат празниците, славите и така натаму. Но христијаните го воздигаат тоа име и го светат со зборови и со дела. Да дојде царството Твое, тоа значи оправданиот грешник бара да настапи Божјото целосно владење и управа. Нему му станува товар сегашните неправедни царства, каде што преовладува секаква измама, семејна, општествена, социјална, религијска и така натаму. Таткото на небото има свое царство. Ние го бараме да дојде што побргу за да го наследиме, бидејќи преку Христос тоа нам ни припаѓа. Кога го бараме царството, всушност ние го повикуваме царот на тоа царство. Првин велиме тој е татко, а сега тој татко има свое царство, затоа што е цар. Исаија вели: тешко мене, пропаднав, зашто сум грешен човек со нечисти усни, а моите очи го видоа царот, Господ над војските. Апостол Јован на крајот од неговото пишување го повикува името и царот: дојди Господе Исусе. Оваа царство не го бараме себично, туку ја бараме Божјата волја во него. Не бараме и не му сугерираме на Бог што да прави во однос на нас или на другите. Туку црквата се подредува на неговите закони. Не смееме да си дозволиме Бог да го направиме исполнувач на нашите себични и расипани желби, туку тој е Господарот, а ние сме слугите. Некои христијани се дозволуваат на Бог да му наметнуваат своја волја и свој желби, и доколку не им се исполнат, плачат како мали деца, се лутат на Бог и на сите околу нив. Затоа во молитвата зборуваме: да биде Твојата волја. Нашата себична волја може да биде на штета. Зошто? Затоа што Бог знае најдобро што ни е потребно. Волјата на човекот често пати е усмерена кон погрешен правец. Кога не би ја барале Божјата волја, ние би барале неразумни барања, за да ги трошиме во телесните желби. Исус во Гетсеманија се молеше пред смртта да не се исполни неговата, туку волјата на таткото. Тој е нашиот личен пример како татко. Ако досега не сме знаеле како да се молиме,
Добро е да се отрезнеме и да му кажеме на Бог: дај ми сила од денес, Боже, да ја творам Твојата волја. И прости ми што до денес, кога се молев со молитвата Татко наш, всушност ја барав само својата волја, а не Твојата. Земни барања. Дај ни леп. Со ова барање се нагласува потребата на телото. Сепак не сме невидливи и духовни суштества. Имаме тело кое бара леп и вода. Лебот ни е потребен секој ден. Исус јадеше и пиеше. Лебот секој ден треба да биде испросен од Бог. Секое утро барај од Бог леб за себе и за семејството. Лебот не смееме да го јадеме мрзеливо. Библијата е категорична по оваа прашање и не дозволува некој да биде мрзлив и да не работи ништо. Некои деца се уште не се свесни и мислат дека родителите треба до смрт да ги издржуваат, а некои пак намерно не се вработуваат затоа што се мрзливи. Но сепак, треба да се нагласи тоа: залудно е да стануваме рано в зори и да седиме долго в ноќта, ако Бог не го благослови нашиот труд. Искреност и простување. Простени ги нашите долгови. Лука вели: простени ги гревовите наши. Кога се молиме со молитвата, не смееме да заборавиме дека треба да простуваме на сите луѓе без разлика. Лебот е телесно барање, а простувањето духовно. Гревот мора да биде простен, бидејќи со грев не се влегува во Божјото царство. Ако бараме од Бог простување, лично за нашите греови, треба и ние да бидеме спремни да простуваме на нашите ближни. Добар пример за тоа простување имаме во Матеј 18 глава. Овој настан зборува за еден човек што барал милост од својот Господар, за семејството, за себе и за децата. Инаку требало да биде продаден тој, жената и децата. Кога барал милост и прошка, Господарот му се смилувал и му го простил долгот. Но кога си заминал од него, човекот сретнал некој негов должник, го фатил загуша и барал да му го врати долгот, а тој го молел, но не му простил како што не му простија. Тогаш Господарот се научил од своите слуги дека така грубо постапил, го викнал и му рекол дека постапил неразумно. И сега Господарот е принуден да се раскае и да го фрли во крајна темница, додека не го исплати последниот долг. Така и ние, почитувани слушатели, ако не простуваме на луѓето, нема и нам да ни биде простено. Затоа е потребно со секого да сме измирени, за да може Бог нам да ни прости. И не допуштај да паднеме во искушение. Нашиот непријател сатаната обиколува како лав и бара некого да голтне. Тој ја ползува нашата слабост и не напаѓа таму каде што сме најслаби, немокни за борба. Понекогаш искушенијата доаѓаат сами по себе, а понекогаш сме предизвикани. Зато се молиме да не паѓаме во нив. Тие секогаш ќе не обкружуваат. Сатаната доаѓа лукаво и мирно кога треба да ни искуша. Тој го искушува умот, сака да ни вметне умствена гордост или погрешно учење, лажно учење. На овие две нешта многу луѓе паѓаат. Искушенијата доаѓаат и во срцето. Тој не вметнува нечисти желби што водат во грев. Исус вели: ако некој погледне жена со желба во своето срце, тој направил прелюба. Овие искушенија некогаш човекот сам ги посакува, а некогаш сатаната му ги наметнува. Можеби се прашуваш како можам да знам што е од сатаната, а што е од мене? Еве како. Ако мразиш да гледаш тоа што не ти припаѓа, значи дека ти не се подложуваш на искушенија, туку бегаш од нив и тоа го мразиш. А ако сатаната ти наметнува со сила да го сакаш тоа, да се плеткаш на места каде што не се по волја Божја, тогаш тој те нападнал
и ти треба да му се спротивставиш со цврста вера и тој ќе бега од тебе. Оти гревот секого го присилува. Гревот е насилник. Тој не те остава ни дење ни ноќе. И не само овие две нешта. Туку сатаната ја напаѓа и волјата. Тој сака да ти ја пороби волјата, за да му служиш само нему. Поробената волја не може да му служи на Бог. Тој живи ги улови луѓето за да ја творат неговата расипана волја. Тој се обиден и на Исус да му ја пороби волјата, со тоа што бараше да му се поклони, и тогаш ќе му ги дал сите царства на светот. Но Исус му се спротивстави и со тоа ни остави пример како и ние да постапуваме кога тој ќе дојде. И како заклучок, ако ги имаме предвид овие поуки, молитвата Татко наш ќе не биде многу значајна и нема да се однесуваме како досега. Туку ќе се молиме прибрано со целосен респект на сите искажани зборови од нашата уста. Сета слава, царство и сила се негови. Нему нека му е чест и слава во сите векови. Амин.